да коментирате изјавата на господинот Заев што се однесува на судството, најави распуштање на судството. Во однос на изјавата на господинот Заев околу неговите намери за промени во судството, распуштање и слично, сакам да кажам дека многу е јасно. Од авион се гледа дека идејата е да се направи прво заплашување на судиите, а веројатно во глава има и некаква промена со цел да се заштити себе си од постапките кои се водат против него. Под плаштот дека сака да направи реформи, всушност сака во најмала рака да ги заплаши судиите, а доколку има некаква можност и да направи некакви промени за да неговите пријави кои што се полни со докази да останат нерешени или пак да бидат решени во негова полза. На секому во државата му е јасно дека тоа е идејата кога станува збор за така наречените реформи во судството. Инаку, сакам да подсетам дека СДСМ има долга историја на крупни влијанија, партиски влијанија во судството. Ќе подсетам дека во 1996 година назначија во еден ден 600 судии со гласање во парламентот, во услови кога опозицијата не беше во парламентот. Во еден ден сите 600 судии беа изгласани, исклучиво по партиска линија, исклучиво по ургенции на партиски луѓе или одлука на партиски штаб. Потоа во 2002 година, кога дојдоа на власт после 4 години опозиција, извршија брза измена на законот за судски совет, со кој што го сменија судскиот совет и започнаа нова тура на притисоци во судството и партизирање на судството, кое што го направија крајно партиско. Сега зборуваат повторно за некакви нови промени на судиите, кои што, како што кажав, инспирирани се од желбата да се стопат личните постапки кон нив, како прво, и како второ да завладеат повторно со судството од партиска позиција. Тоа не смее да се случи во Македонија. Прво, реизбор на сите судии е невозможен, затоа што законот за судии е двотретински. И ВМРО ДПМН сигурно нема да се согласи за реизбор на судиите. Значи, таквото нешто нема да се случи. Второ, секоја друга замисла да се става партиска капа, партизирање на судството од страна на СДСМ, ќе најде една жестока реакција кај ВМРО ДПМН, а верувам дека тоа ќе биде и кај граѓаните. Не е во ред секое мнозинство во налет на доаѓање да менува судии, да заплашува судии, да се заканува со реизбор на судии за да си остварува своји цели, да ги заплашува судиите и на тој начин да издействува некакви одлуки во судството што тие ги посакуваат во услови кога направиле одредени кривични дела и сакаат тоа да помине без казна. Таквото нешто не треба да се дозволи и таа пракса на СДСМ мора да запре. Кажав, таа пракса беше во 96-та, па во 2002 со измената на закон за судски совет во кој што системски го сменија судскиот совет за да извршат персонални промени, односно да донесат нови луѓе кои што ќе вршат притисоци врз судиите и сега повторно се надеваат дека такво нешто ќе прават. Тоа не е реформа. Тоа е антиреформа. Тоа е нешто со кое што сака да се партизира судството и тоа не сме така лесно да промени, не сме да се дозволи. Во најмала рака ВМРО ДПМН нема да дозволи реизбор на судиите затоа што за тоа е потребно двотретинско мнозинство.